Далечниот исток, како дел од светот во кој што се судираат интересите на големите сили, не станува актуелен во наше време, туку за неизвестноста на неговата политичка судбина можеме да зборуваме и во времиња одамна изминати. Пред Втората светска војна, или поточно во периодот помеѓу двете светски војни, сосема очигледна е конфронтацијата помеѓу Советскиот сојуз, Соединетите американски држави и Јапан за евентуалното доминирање на ова подрачје. Советската тенденција за физичко присуство и обезбедување на топловодно пристаниште имаше своји извори во големо руската политика на царот, но беше значително пореметена со поразот во руско-јапанската војна од 1905 година. Јапанските стремежи беа сосема јасно дефинирани по неговата инвазија на Манџурија, како простор кој што требаше да му овозможи на просперитетниот Јапан
да ги пласира своите производи и да обезбеди животен простор за се понаселените острови. И конечно, тука се и Соединетите Американски држави, кои што во експанзионистичката политика на Јапон гледаа сериозна опасност за собствените интереси. Цела оваа ситуација значително се усложнува ако се има в предвид и француското, односно британското колонијално владење во Југоисточна Азија и Индискиот подконтинент, како фактори кои што исто така делуваа во голема мерка врз развојот на ситуацијата во овој дел од светот. Во такви извонредно осетливи услови, дипломатијата се покажа неадекватна, па беше заменета по јапанскиот напад на Перл Харбор со долготрајна истоштувачка војна. Крајот на Втората светска војна и капитулацијата на Јапон не значеше меѓутоа слобода и независност за народите од овој регион, ами повеќе од секогаш дојдаа до израз напорите и стремежите на големите сили за обезбедување на собствен привилегиран третман во ова подрачје. Токму во една таква состојба, пред меѓународната заедница се постави прашањето на Кореја и нејзината независност. Конструктивниот дух на соработка и взаемна помош брзо ги напушти сојузниците по завршувањето на Втората светска војна, а таа нивна непринципиелност ги турна во студената војна, чии што главни актери беа блоковите и нивната неконсеквентна политика. Кореја, било да ја наблюдуваме како страница на историјата или како реалност на историска неправда спрема еден народ, е настан кој што повоениот свет објективно не можеше да го избегне. Ако е тоа така, ќе биде интересно уште еднаш да ги анализираме причините за Корејската војна, незиниот тек и на крајот завршниот епилог. Уште повеќе, кога знаеме дека 38-та паралела и ден денеска вештачки го дели корејскиот народ и кога сме свесни дека напредната меѓународна заедница мора секогаш да ги актуализира сите оние прашања кои што на еден или на друг начин делуваат врз светскиот мир. Кореја стана јапонски протекторат во 1905 година, а формално беше анексирана од страна на се помоќната Јапонија во 1910 година. Сојузниците, а во прв ред Кина, Велика Британија и Соединетите Американски држави, на конференцијата во Кајро што се одржа во декември 1943 година во однос на Кореја зазедоа таков став, според кој тие ја изразија својата готовност да ја овозможат да стане слободна и независна. Овој став во битна декларација, потоа беше инкорпориран во Потсдамската декларација и во инструментот за капитулацијата на Јапонија. На крајот на Втората светска војна, во согласност со военото решение на сојузниците, вооружените сили на Советскиот сојуз беа овластени да ги прифатат капитулираните јапонски трупи северно од 38-та паралела, додека пак вооружените сили на Соединетите Американски држави јужно од 38-та паралела на територијата на Кореја. Во однос на имплементацијата на одредбите на Каирската декларација и на потсдамските документи во врска со прашањето на независност и ослободувањето на Кореја, Советскиот сојуз и Соединетите Американски држави на Московската конференција во декември 1945 година постигнаа согласност за начинот преку кој треба да се дојде до поставената цел. Во таа спогодба се предвидуваше формирање привремена корејска влада, која како своја приоритетна задача ќе го имаше одстранувањето на катастрофалните последици од јапонската окупација и од разорнувањето од времето на Втората светска војна, развитокот на индустријата, сообраќајот и земјоделството. Формирањето на ваквата влада требаше да биде овозможено со помошта на заедничката комисија, составена од представници на Американската команда во Јужна Кореја и на Советската во Северна Кореја. Формирањето на владата, односно помошта на заедничката комисија во тој правец, беше замислено преку давање релевантни предлози од страна на комисијата до кои истата ќе доаѓаше преку консултации, што ќе ги извршуваше со демократските партии и разните општествени организации кои постоеа и работеа во Кореја. Исто така беше предвидено предлозите и препораките, што заедничката комисија требаше да ги издава за формирањето на привремената корејска влада, да бидат разгледувани и од страна на владите на Велика Британија и Кина.
Во спогодбата постигната во Москва, меѓу другото се предвидуваше и креирање на еден вид старателски институт или систем за Кореја, во кој заедничката комисија со учество на привремената корејска влада и демократските организации требаше да подготви и да предвиди мерки за политички, економски и општествен развој на корејскиот народ. Овие мерки, кои во форма на предлози требаше да им бидат доставени на владите на Соединетите Американски држави, Кина, Велика Британија и Советскиот сојуз, подложеа на потврда од страна на истите и требаше да представуваат основа врз која ќе биде изграден старателскиот систем на 4 сили за временски период од 5 години. Многу од водечките политички партии во Јужна Кореја не се сложуваа со одредбите на Московската спогодба, што се однесуваа на старателскиот систем предвиден од 4 сили за Кореја. Советскиот сојуз инсистираше врз исполнување на одредбите на спогодбата, а Соединетите Американски држави покрај тоа што знаеа дека многу од јужнокорејските политички партии би биле дискредитирани и сфрлени од комбинациите за формирањето на привремената влада, доколку не се согласат со решенијата од Москва, немаа друг избор туку да се сложат со Советскиот сојуз, дека е неопходно оживотворување на одлуките донесени во Москва. Во 1947 година требаше да се извршат консултации со политичките движења и партии, што се согласуваа да работат на остварувањето на одредбите на споменатата спогодба. Кога Соединетите Американски држави увидоа дека огромен број од политичките сили на Јужна Кореја и тоа оние преку кои тие се надеваат дека ќе го пласираат својот интерес и влијание врз подрачјето, не ќе може да бидат земени предвид за состав на привремената влада, му предложија на Советскиот сојуз одржување избори во двете зони заради формирање национален парламент. Повикувајќи се врз содржината на одредбите на заедничката спогодба, донесена со Соединетите Американски држави во Москва 1945 година, Советскиот сојуз го одби предлогот на Вашингтон, пошто овој објави дека ќе побара разгледување на целата ситуација од страна на Обединетите нации. На 17 септември 1947 година предлогот на Соединетите Американски држави беше усвоен и прашањето за независноста на Кореја беше ставено на дневниот ред на Генералното собрание. Прашање е меѓутоа дали ова формално правно беше одржливо. Имено, средувањето на ситуацијата во Кореја, заради тоа што беше предмет на посебна спогодба од меѓународен карактер и затоа што потпаѓаше во категоријата на прашања во врска со елиминирањето на последиците од војната, спрема членот 107 од повелбата требаше да остане надвор од делокругот и надлежноста на Обединетите нации. Уште повеќе што конференцијата во Москва воспостави и посебни органи, како што беше заедничката комисија, за да се занимаваат и работат на конечното средување на прашањето за независноста на Кореја. Треба да се знае меѓутоа дека Соединетите Американски држави, кои што осетија дека ситуацијата во Кореја можеше неповолно да се развива по нивните интереси на далечниот исток, доколку дословно се спроведуваа и извршуваа одредбите на постигнатата спогодба, знаеја дека во голема мерка ќе можат да бележат успех во својата политичка ситуација спрема Кореја, доколку решавањето на низиниот статус го пренесат на платформата на Светската организација, каде што контролира огромно мнозинство и извежбан гласачки апарат. Исто така, прилично силна е аргументацијата дека спрема релевантните одредби на членот 14 од повелбата на Обединетите нации, Генералното собрание може да ја разгледува секоја ситуација без оглед на нејзиното потекло, а со цел да дава соодветни препораки за нејзино мирно решавање. Како и да е, на 14. ноември 1947 година Генералното собрание изгласа резолуција во која се предлагаше одржување општи избори не подоцна од 31. март 1948 година во целата Кореја и формирање привремена комисија на Обединетите нации за Кореја, која требаше да ги надгледува изборите. Ваквите предлози и одлуки на Генералното собрание не беа прифатени од страна на Советскиот сојуз, па привремената комисија за Кореја можеше да изврши својата задача само во поглед на територијата на Јужна Кореја. Врз основа на незиниот извештај за одржаните избори, поднесен до Генералното собрание,
Ovoj organ donese nova rezolucija vo koja je proglasi vladatana Južna Koreja za jedinstvena legitimna vlada vo Koreja. Isto tako Generalното собрание оформи нова така наречена комисија за Кореја, која требаше да работи на обединувањето на Кореја. Ваквите ставови на Генералното собрание и покрај тоа што може би требаше да се очекуваат, ако се има предвид доминантната позиција на Соединетите Американски држави во рамките на организацијата и нивното огромно влијание врз најголем број држави членки, треба да се примаат со резерва како политички поради нивната содржина која фаворизираше одредени неприфатливи неправедни решенија, така и правно, поради пледирање кон надлежност и тоа од страна на Генералното собрание, кое по одредбите на самата повелба не требаше да му припадне на овој орган на Обединетите нации. За цело ова време, поделеноста на Кореја и странското влијание врз двете зони доведуваше до влошување на состојбата и до создавање на мощна неповолна политичка клима во подрачјето, која во секој случај се одразуваше врз неговата безбедност. Во такви услови на 25. јуни 1950 година започна отворена војна меѓу Северна и Јужна Кореја, откако вооружените сили на Северна Кореја навлегоа на територијата на Јужната зона. Веднаш се одржа состанок на Советот за безбедност, кој донесе резолуција во која утврди повреда на мирот во смисла на членот 39 од повелбата, во која и наложи на Северна Кореја да ги повлече своите трупи северно од 38-та паралела. Откако ова не беше сторено, Советот за безбедност на 27. јуни донесе нова резолуција во која ги повика државите членки на организацијата да ја дадат помош на Јужна Кореја во незините напори да го одбие вооружениот напад и да се воспостави меѓународниот мир и безбедноста во подрачјето. На овој повик масовно одговорија Соединетите Американски држави, кои ги искористија присуството и локацијата на своите вооружени сили под далечноисточната команда и веднаш интервенираа со сите родови вооружени сили на страната на Јужна Кореја. Со овие вооружени сили командуваше генералот Макартур. Тие поради изразитата надмоќ во војната опрема и средствата за војување што им стоеа на располагање, а посебно авијацијата, го запреа напредувањето на севернокорејските трупи и почнаа контраофанзива спрема северната зона. На 7. јули 1950 година Советот за безбедност, наполно доминиран од страна на Соединетите Американски држави, донесе нова резолуција со која ги прогласи вооружените сили на Соединетите Американски држави и другите по број символични, што беа испратени од некои други држави, за сили на Обединетите нации под команда на Соединетите Американски држави.
Ете така, Соединетите Американски држави успеа да ја сместат својата акција во рамките на акцијата на Обединетите нации и на тој начин да ја интернационализираат и легализираат. Концентрирајќи се во Кореја, Соединетите Американски држави беа во можност да го планираат и своето ангажирање во Виетнамскиот конфликт, оти во 1950 година беше сосема јасно дека на француското присуство во Виетнам му се одброени деновите, уште повеќе што Франција и самата опустошена и ослабена од Втората светска војна не можеше да го контролира Северен Виетнам, каде што беше конституирана Демократска република со седиште во Ханој. Во следната емисија ќе продолжиме со презентирање на материјата во врска со Корејската војна, при што би сакале да нагласиме дека во овој меѓународен конфликт, за разлика од Виетнамскиот, видлива е партиципацијата на Организацијата на Обединетите нации. Со тоа, практично ни се дава можност за проследување на активностите на Светската организација и оценување на нејзините резултати на полето на чувањето на меѓународниот мир.